Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Да, ме гледате насмеан и расположен сум затоа што во студио го имам мојот драг пријател и ќе кажам, значи не само гостин, туку прво личен и драг пријател Игор Џамбазов, жива легенда на македонската сцена и естрада. Актер, пејач, водител, авантуриста, колумниста, што све не правеше, радиста, имаше Гинисов рекорд радио. А каков е тој живот на крајот од 20-тиот и почетокот од 21-виот век, кога ги има сите можни облици на технолошки напредоци и други видови, а да не пробаш? Мора ли све да пробаш, бе? Ама зошто живееш, бе, тогаш? Да искушиш, еве ти се занимаваш со искушување и ти си искушеник на некој начин. Па гледам да им побегнам на искушенијата. Не можеш све? Не можам. Не можеш, а? Како што ти ја застапуваш твојата теза, која не велам дека е неточна, јас ја застапувам мојата. И шо те се живее само еднаш и тоа треба да се зграпчи некако денот. Како животот треба да се зграпчи. А шо те влече? Па не знам, тоа се некои пориви внатрешни. Тоа има врска со гените, со ДНК-то, тоа нема врска со мојот карактер. Ама некои внатрешни пориви ти праеа белја, мораше да се бориш против нив. Ако да сето тоа е дел од играта. Или што би рекол е од најголемите менаџери балкански Рака Марич, менаџерот на Брена, на Чола, на Бело дугме, све е тоа рок-н-рол. Него му украдува во Бугарија, во една фабрика, му украдува 30.000 марки. Му беа под седиштето. Во автомобилот имаше BMW прекрасно, ние бевме на некаков разговор. Кога влеговме во автомобилот, он кажа дека му ја нема кесата со 30.000 марки. Кеса. Да, во кеса. И кога патувавме на кај Софија, он само рече, знаете што, ми ги дрпнале парите. И ние во колата седевме и не се ни обидувавме, почнавме да го тешиме, Рака, Иван само ни се заврати реца, децо, све е то рок-н-рол. Урок службе. Па так, тоа е и одговорот на твоето прашање. Може би ја не сум толкав рокер по убедување, ама сум живеел рокерски. Проба ли све што сакаше да пробаш до сега? Да. Да? Да. И сега што ти остане? Да не пробувам ништо. И да им раскажам на луѓето дека е... Што си пробал? Па не само што сум пробал, туку што се сум искусил. Оти не сум пробал само лоши работи во животот, сум пробал и многу убави работи во животот. Напротив. Сум пробал многу необични работи во животот. Сум пробал работи што многу малку луѓе кои јас ги познавам ги пробале. Па тоа е доволно за еден исполнет живот. Јас знам сигурно дека кога ќе си замирам од... Кога ќе ми речеш, што е тоа необични? Па необични, јас сум необичен човек, се сметам себе си за необичен човек. Апсолутно се согласувам. Добро, значи ние необичните луѓе не сме ле... не скокаше, не те тераше, например, така. Не. Не, фуфкаџија сум за тоа. Нешто така, борби, фуфкаџија сум. Мислам, јас не се плашам од многу други работи, ама има некои глупави работи од кои се плашам. Не би можел да летнам со падобран. Има едно 15 години во Аквариус во Охрид, кај Буде, кај Жанко, што беше келнер. Имаше едно друштво од конкурентскиот кафич кој се викаше Blue или Deep Blue. Беа двајца браќа кои лета заедно со човек што ти го познаваш. И со нив беше... Што беше на северен и на јужен пол, тој... Така е. Да, тој ме тераше, вика, Јако, ајде да летнеме еднаш, марш, бре, вика. Мене ме носеа во Крушево со една стара буба, ја ми реков, јас ќе ви бидам шофер. Добро. Ама земите ви еден параглайдер и за мене. Се качивме со бубата Крушево, мечкинкамен, горе, докај што оди бубата, застанавме, они ги монтираат тие нивните крила, нели? Едниот летна тамо на кај Прилеп, другиот летна на кај Прилеп. Третиот што треба и мене да ми го намести тоа пред да летне, ми го намести мене тоа. Така, летна третиот и ја останав како дедал на мечкинкамен така. И он вика, ајде Игор, ајде. Летете ми. Јас си се спуштам надолу и само ги пратев. Едниот го собрав Бучин кај нивите, другиот Криогастан и третиот до Битола леташе. Знаеш, кога ми се погоди убавиот ден, кои ми се тие воздушните... Да, не се ни симнуваат. Јас сум си погоден и тоа, од Мечкинкамен може да слета на Широксок. Има и такви мајстори. Фантазија. Да. Ама не е за секого, не е за мене. Ама да речеме како млад возев кајак. Од кај? Да, мојот чичко Мирче... Кој? Мојот чичко Мирче, на татко ми Џамбас, првиот братучет, беше тренер во кајак.
Кајак клубот, Кајак добро. клубот, да. Знаеш дека се одржуваше светско првенство во кајак на матка. Он ме однесе кога имав 7 години и јас многу се запалив и возев кајак. Не само што возев кајак, не ме беше доволно мене да се тркам сега тука, или така. Туку јас сакав уште на 10, 11, 12 години да научам ескимотажа. Ескимотажа, Јанко е, онаа финта кога возиш кајак, Добро. мајка ми, ки сум ја умрел 25 години порано. Значи, они се во градиште, фино си ручка, тука на плажата, а ја возам кајак и по едно време правам мамо, мамо! И се превртувањето. Со се веслото вадњурувам, кајакот е преврт, има голема дупка, Дај му крупанка да има паѓа. голема дупка и јас ставам главата во тоа и си дишам. Но што им се случува на овие што се на обала, родителите, сестрите, а јас само ги слушам и ликувам. Едно лето мајка ми сакаше да го напушти не само градиште, сакаше и татко ми да го напушти, што ми дозволува така. Така не сум правил многу опасни работи. Обично тие опасни работи ги правев на тоа летување во градиште. Градиште беше некој такво место кај што ние целата нервоза преку година што ти ја прават родителите училиштето, тамо да правиме. Во градиште се имам прво направено во градиште. Тоа не знам, змија имам фатено прв пат во живот со рака во градиште, водна змија. Знаеш како е во градиште тоа? Знам и кога ја видам водната змија, ти не знаеш колку Џони Вајсмилер не може да ме стигне. Не, водните змии во Охрид се помалку опасни од пчела. Остај ти таа работа. Слушај сега, и мене ме научи еден човек, Остај ти еден таа работа. италијан ме научи. Добро. Значи, во спидо гакици тогаш се Да. спидо. Беторо танга бевме мали, танга, жените измислиле танга. Како можевме со тие спидогач? Имам уште едно запливање за базар. Нема веќе. Да, и во тие што во Карпите, онатре, ќе ја забележи он, ќе дојде до неа, од спидото ќе го истргне оно Учкурот. белото учкурот, не го вади, него само еден дел и ќе го принесе во око. И ќе го принесе и Ана ќе ја зграпчи. Кога ќе ја зграпчи, он ќе ја вади за глава. Го тегне тоа и излегува нејзиното осило или како веќе се вика, отровниот дел. Тој е отровен како пчела да те боцне. И после е безопасна, јас ја имав мојата, ја крстивме Цуфа. И додека бевме тоа лето во градиште, да речеме до крај на август, почеток на септември, ја чувавме во кофа, во легени, во све. И на крај, кога си одевме, моравме да се ослободиме од Цуфа, пошто мајка ми рекеше да чуја да носиме змија по Скопје, да чуваме. Ја обидов во аквариумот со рибите, ќе ја чуваме Цуфа. И на крај паметам тоа филмска сцена. Многу лош ден кога си одевме, врнеше едва и се спакувавме и јас од Цуфа со леген од 7 на Карпите од градиште. Плачеш. Плачам, чао Цуфо, и ја фрлим Цуфа, се гледаме до година. Бог да чува и да храни што. Немам многу праено. Има една приказка. Слушај, многу ми е опасно тоа со учкурот, многу се тука многу е тоа, не знам, многу е пипова работа во авто со тоа Да змија речеме, да се плашам од мотори. Не давам да ме возат со мотори. Паметно. Не дека ми се Ни случило јас. нешто лошо, им се случило на многу што ги познавам. Респект за ова. Да. Но кога имав 12 години, ми стигна еден хонорар. Моите тогаш ми дозволува јас да поседувам дел од хонорарите кои ги заработувам. Волшебното самарче. Не, од нешто друго беше. Нешто друго. И се сеќавам дека тогаш тајно, без да знаат татко ми и мајка ми, си купив мотоморини. Мотоморини се оние првите малецки моторчиња плави, што немаше никој во градот. Со такво мотоморини ја срушив трафиката на Нова Македонија во Козле, која беше спроти алумина. Како јас? Значи, ги памтиш оние алуминиумски? Ги знам пред да дојдат овие штормичките. Ја удрив, да. кажував се пред некој ден. И како на Том и Џери цртани филмови се склопи со се таа вработената внатре, татко ми сврте 5-6 телефони и за 3 дена имаше од зелените тие со жутите кругови, новите, Нова Македонија. И додека не си отидов од Козле на сите ми, ќе видевте вие трафика нова, да не бев јас. Нема многу така глупости правено. Не бев многу авантуриста како дете. Самиот факт што на 14-15 години сватив дека нема да имам нормални другарчиња. Зошто? Ќе ме воспитуваат Ага и Гела од телевизија, Пајо Карделе, Столе Шиндо. Притекнува. Како не? И тогаш се менува. Без разлика што си ти воспитано, културно дете, Игор, начитано и така натаму, кога живееш со тие луѓе, па јас наместо да бидам со туторот, они мене ме макнеа по ресторани, јас сум спијал, имам најмалку 20 фотографии помеѓу 8 и 12 години како спијам во кафана. Игор, татко ти е голем човек. Има голема кариера.
И мајка ти исто беше значајна во тоа време и така натаму, така да се сметаш ли дека ти беше татино дете, истуркано и така натаму? Ти си сега со несомнен квалитет и неоспорен Јанко, талент. да ти кажам наискрено, Ме интересира твое мислење. Дали твоите да не беа во таа ситуација, на таа положба, у тоа, и ете, нели, да ти ги отвараат тие врати, например, не знам, у детска радиодрама, у телевизија и така натаму. Дали ти мислиш дека вака ќе се вртеше работа? Се разбира дека е така. Но ќе ти кажам една работа. Јас тој не сум укрил, сум му кажал јавно неколку пати. Јас не се сметам себе си за млад, талентиран актер. Зборувам за тие тинејџерски и детски денови. Јас не можам да се гледам себе си како дете. Не затоа што ме фаќа некаква претерана меланхолија, него затоа што тоа е лош збор. Затоа што се срамам од тоа. Затоа што знам дека имало деца во тоа време кои тоа подобро би го направиле од мене. Но никој не сакал да ризикува да внесува во таков филм, во Волшебното самрче, една серија која се снимаше година и пол дена и уште толку се монтираш и се правиш, а донесеш некое дете кое е талентирано, ама не видело камера, светло, не знаеш што е секретарка на режија, што е клапа, што е ова, никој не ќе да ризикува. А ти порасна веќе со искуство. А јас веќе знаев, јас пиев по екипи. У дворот ни беше. И јас тие детски болести ги имав прележано. Саѓаш? Но јас и во тинеџерската доба исто така снимав јас многу тинеџерски, никош не бев задоволен. Никогаш. И дури на академија, прва и половина од втората година, јас бев во големи кризи, јас сакав да си одам од академија, да студирам психологија. Имаше такви фазори, но никој не ми кажа немој, ќе сгрешиш или во право си, што ќе ти е глума, никој ништо не ми кажуваше. Никој, ни дедо ми, ни мајка ми, ни татко ми. Ме остаја јас да си... И може би тука почнуваат првите превирања кај мене, баш на втората година. А чекај, ме интересира и чисто од професионален аспект. Телевизијата и учењето актерство е нешто различни работи. Иако глумиш во ТВ серија, но сосема е друго театар, бара поинаква дикција, бара поинаква концентрација. Ја, например, еве, ти кажав пред да почнеме, сум се пробал неколку пати жив настап, едноставно, многу ми е лошо. Ја немам трема од телевизија, ама можам да терам програма, ама имам проблем од луѓе. Плюс тоа меморирање на текст. Да, тренинг, чист тренинг. Јас сум се обидел на себе си да, кога сум имал време од повеќе, а сум имал во неколку наврати во животот време од повеќе, кога не сум имал ангажмани, кога сум бил препуштен сам на себе, кога сум одел во авантури и така натаму, кога сум немал како да се забавувам, сеќавам еднаш Кочани, градче, езерото над Кочани, и горе има една викендичка од која се гледа езерото, но од езерото не можеш да видиш викендичката. Ретко се користи, ми ја даваа мене. Ти едно време добро помина таму, ми се чини, да, хотелчето убаво. Прекрасно. Многу убаво место е тоа. И стави викендичка во која имаше сам, јас и знаев дека ќе бидам сам 5-6 дена. Станав се, бајре си правев чајчиња, ми оставија медови, се гледаат. Феноменално. И ми се појавуваат тука чудни птици, што првпат ги гледаш во живот, некакви ендемски видови кои си ги имаат, Осоговските планини. Но досадно, навечер поготово досадно. И најдов еден стар шпил карти. Ја во принцип карти не сум играл многу во живот. Сум играл во театар со Даде и Мешко, Хант на пауза, но не сум бил коцкар со карти. Но сакам карти, сакам да си играм со нив и така натаму. И си дав задача. Секој ден да паметам што повеќе карти. Со тоа што првиот ден почнувам со 5 карти. И правам рандом на картите. Сам во дивина се случува ова. Поп треф, двојка пик, поп каро, дама треф, кет срце. Добро? Поп треф, двојка пик. Че ги запамтив 5. Утре 6 рандом. Слушај, така почна на другата работа? Значи, Јанко, стигнав до 30 и нешто. Да меморираш. Така е. А дали ова После тоа боли глава, боли желудник, стомак, доаѓа нагон на повраќање. А, така. Овердоз. Овердоз од не од информации, од концентрација. Така е. Така е. Но се е работа на јас ден денес И може глумата сцената да предизвика и до такви мере која човек е Апсолутно. Мене ми се има случајно еднаш или два пати во мојата театарска кариера,
може би 2 пати. Еднаш со покојниот Ненад Стојановски, кога конечно доживеам прв пат и последен пат играм со својот идол во театар, во Греф или Шприцер, една од неговите последни представи. И еднаш со колегата Јордан Симонов, во една представа на Харолд Пинтер, за која добив и награда во Бугарија. Тоа се неколку секунди, Јанко. Сеќам, тоа беше една сцена во која двајцата кажуваме монолог и на крајот се бакнуваме во уста. На мала сцена. Луѓето седа на 2 метра. Многу верно, многу експлицитно за... Па се пцуевме меѓу себе ако не си лапнал ментол, бомбона и така намон. Но, на една представа, го кажувам јас мојот монолог, го кажува тој неговиот, ме гледа право очи како што ти сега ме гледаш. Немој да ме залапаш, молим. И ние седиме, се гледаме во очи и не продолжуваме. Зошто? Затоа што сваќаме, дека сега тоа во моментот што се случува е тоа за кое ние учевме цел живот на академија, дека такво нешто се доживува. Знаеш колку трае? Секунди. 13 секунди трае. Јас на 2 пати по 13... Експлицитноста не беше потребна, бидејќи со молчењето и стоењето веќе го кажавте. 2 пати по 13 секунди. Дали публиката го осети тоа? Јас верувам дека го осети. Верувам. Тоа е нешто... Зен. Тоа е тишина што испушта звук. Зен. Тоа е нешто страшно. И се гледаме со Јордан Симонов, така, а најинтересно е што и него му се случува потполно истото во истиот момент. И кога завршува сцената или представата, не се сеќам, разговаравме и дека дали е можно дека на двајцата ни се случи просветлување театарско во истиот момент. Но тоа се ретки моменти. Тоа е само доказ дека сепак ова што си влегол во таа професија и е паметна одлука, значи инстинктите добро ти избореле. Знаеш која ти ги спомнав, дали татот и мама те гурале у животот, као што кај нас многу вулгарно, тоа ја намерно вулгарно тоа го пласирам, но едноставно не може да се забележат, да се одбегнат гените, воспитувањето, домашната атмосфера и впрочем, но сите знаеме дека твојот дедо е еден од најголемиот актер во македонската историја, Петре Прличко. Гледај, Јанко, која е разликата? Тоа се гени. Која е разликата помеѓу децата на уметниците, Добро, кои се наводно турнати, и децата на лекарите? Знаеш која е разликата? која е? Па разликата е следна. Детето на глумецот, кој не го бива, ќе го видат во една представа или една и пол им е доволно да видат дека така, не го бива. и повеќе джабе што му е син на глумец. Не може некој да се Син наметне на лекар постојано. ќе заврши, ќе направи неуспешна операција, која е нешто толку онака нормално, ќе му умре пациентот и што правиме после? Значи немерливи се тие две работи. Немерливи се. Значи во медицината може татко ми да оперира наместо мене. Ќе стави маска, нема познат да ќе оперира и ќе пише дека јас сум оперирал. Во театарот не можете до Петре да игра место мене. Исто како и во фудбал и како во многу професии. Кажи ми, се сеќавам кога требаше повторно да ја заживееш представата Сомнително лице. Да, бев гостин тука. Беше гостин кај мене. Не можам, мислам, ја не знам, ние не се договараме, бидејќи ја не знам што ќе те прашам, едноставно мене ми ова средба, ја не сакам да се сретнам со тебе у кафана, бидејќи знам кога ќе раскажуваш ти. Јас не одам по кафани. Не знам, се едно на кафе. Да, бе, јас сум од тие. Кафе дома. Или кај некоја господја. Да, викам, бидејќи секогаш со тебе разговорот вреди да се сними, да го видат и други. Ме фасцинираше релацијата изградена која си е имал со твојот дедо. Да. Втора работа. Не можам да ти опишам за реакциите за таа емисија, бидејќи ти го откри Петре Прличко во една таква, ние го знаевме како топол, добар човек и така натаму. Ама една таква друга шармантна страна која едноставно немала прилика да ја видиме, бидејќи не знам, немало тогаш ток-шоуа да дојде Чичко Петре, па да му направиш муеве, па еве вака да му излезе нешто. Јас не сеќам точно кои приказки тогаш ги раскажува за него, но во секој случај приказките за него се... Стварно, како беше неговото влијание врз тебе? Гледам, многу ти се силни тие сеќавања. Силни се, Јанко, еве сега да речеме, го подготвувам концертот, правам материјали за она што ќе оди на скринот, значи ќе имам огромен скрин со висока резолуција и бирам материјали
Концертот ќе почне со сцена од филмот Македонскиот дел од пеколот. Тој е мојот прв филм. Тој беше веќе голема звезда. Тоа е 69-70 година. Јас бев дете кој уште не одеше ни во школа. И најдов сцена во која сме заедно. Јас не знаев дека он се појавува во таа сцена, оти тоа е као моја сцена во филмот. Кога го издавам таки даскалот дека се крие во нашата куќа. Во нашата куќа и мртвите зборуваат, му викам на бугарскиот војник. Го глумеше или стварно тога? Немав два дабе, немав. Едниот ми се клатеше, а другиот го немав. И ден пред прво снимање, Ватрослав Мимица, режисерот, и Милена Дравич, кој спија во тогашниот хотел Македонија во Битола, и подарија на мајка ми една каса, гумена, ги памтиш ли гумените каси, што има форма и облик на афион? О, ја памтам, како не? И поклоне таква, но така е, но под услов сам да си го извадам забот што ми се клатеше. И јас во една од собите на хотел Македонија со раце го извадив забот, затоа што се снима филм, не може еден ден да сум со зап, без зап. Што ми се клати забот, ќе мора да го извадиме. Да, сум правил жртви за уметност, уште многу рано. И тоа ти кажувам, колку и да не сакам, дедо ми Петре секојаш е дело од ова. Кај да одам, а има врска со нашава работа. Да речеме, не постои таксиста во Македонија чиј татко не ловел риби со дедо ми Петри. Не разбира. Секој таксиста што ме води нека, татко ми мој и дедо ти Петре на риба. Секој 2 дена одеа заедно. И ја, чека, овие сосема ново. Па тоа викам. Не знаев рибар бил. Луѓе, викам, дедо ми Петре не живееше 500 години. Кога има време он со сиде вас да оди на риба? Или треба да е сај баба, или треба да живеел 500 години. Невозможно е на сит. Сега ти кажам, и луѓето си го имаат како дел од својот живот. Оние, Јанко, не само преку екрани, туку лично имале. Оние што сега имаат 80, 90, за нив не постои друг актер освен Петре Поличков. Оние па што имаат 50, 60, како мене, биле деца кога он бил на врвот. Тоа се незаборавни сензации што ти се случуваат. А овие најмладиве, што не го знаат, веруе ми, сум правил анкета кај луѓе кои зафрлени места, не знаат сите дека мене Петре Поличков ми е дедо. Не знаат. Па има луѓе што не знаат. Да. Но јас сум правил анкета да видам како реагираат. Че они гледаат филм, Мистон, во кој се грабнува мисионерката, овој е нашиот барат откуп, исто како денеска. Мистон е криминален филм, е Мистон, трилер. И оден се појавува едно типче кој зборува малку чудна и свирка со тоа, еден насмеан кој го представува духот на... И ти гледаш дека луѓето што првпат го гледаат, значи им предизвикува внимание. Нешто што е снимено 1959 година. И денеска со својот дух и шарм предизвикува внимание дури и кај најмладите. Они не знаат никако се вика он, ама вика тој чичкото смешниот од филмови. Колку он го глумеше тој лик? Таа добрина, скромност и така натаму. Да ти кажам, ја не сум... Колку он во реалност беше така? така? Ќе ти кажам една работа. Филмот е снимен 59-та, јас сум роден 63-та. Добро. Сум се спознал себе си 66-та, 7-та, дека ова е живо, дека јас сум маж, се викам Игор, дека имам куре, дека имам мајка, дека ќе одам у школо, све. Тогаш се уште беше актуелна неговата улога во Манданат. Значи, 7 години беше снимен филмот, емитуван во киносали. Тоа правевме, мислам, минатиот пат муавет. Значи, Јанко, он бил звезда кога немало телевизија, интернет, Фейсбук, Инстаграм и Твитер. Он бил звезда само како театарски глумец, кој повремено и снима филмови, 2 филма во годината, кои се. Да го знаеле сите. Ми интересира. Он кој ќе се појавеше, карактеристично беше една негова она деца. Да. Дали стварно беше он таков? Тоа те прашувам. Стварно. Значи, он претежно својата личност стварно ја истакнуваше. Он не се трудеше да се деформира себе си како личност за да некој лик. Со сите беше таков, освен дома. Зошто? Дома си беше сосема друг човек. Како? Па така, дома беше строг. Да? Да. Имаше... Строг беше према тебе? Ова не сум го кажал према сите. Најмногу према баба ми. Значи, на Ганчо Хаджипанзов горе на Водно, над скаличките кај 50-мицата, кај 2 елена на Панкиша, горе. Да.
Тука живееа они. Он идеше, да речеме, пешки низ мало. Сакаше да се вози со Форд Таунус, да го видат сите. Форд Таунус 17 М супер, му викам, не е 17, бе. 1,7. 1700 кубик. 17, не се разбираш. Оти како 1,7 Петре Прличко да има? 17 има он. Значи он, чудо, циркус. Кога веќе беше болен, доби награда Славица во Ниш. Славица за награда за животно дело во југословенската кинематографија. И отидовме за Ниш. Тоа е касни 80-ти, уште после Југославија. Он веќе беше со Паркинсот забеган и малку онака од старост и се сеќавам дека го држев за сцената ноќта кога требаше да прими наградата, Нишката арена. 80 Добро. 7, 8, да импровизирам. Но тогаш, касни 80-ти, од минатиот век. И чекаме, излегуваат водителите и кажуваат кој ја добил наградата за животно дело Славица, Петре Прличко. Во Ниш беше многу популарен. Грмнуваат 5-6 луѓе, тоа збираше тврдината многу во Ниш, сите сака да дадат на филмски фестивал. Постоја два фестивала, Пула и Ниш, немаше друго. И јас го носам Петре до микрофонот, он од дело, ружа, прстени 6, ливанто, мириса убаво, се наочари едни најове. И застануваме пред микрофонот и му викам, ајде вампир, ти си. Ајде он застанува и вика, ја многу волим ову Пулу. Шта, брат? Ништо. Го утнал фестивалото. Ја, Ниш, вампир, Ниш. Он ми се врти и вика, Иш. Он мисли, ја му вика Миш. Он не вика тебе Иш. Много волим ову Пулу. И овие свати, гапо, чика, перица. Да, имам со него такви, особено кога... Ова нема да го заборам, ова нема да го заборам. Како сега памтам и ти памтиш такви глупости, од војска излегов на 21 август. Добро. 82 година, кога доја во Скопје, падна во депресија, дека никој од моите не беше вратен и он виде дека сум во депресија, ме спакува и отидовме во Дојран во Мрдаја. Во кампот. Крај на сезона, он се јави на директорот, градоначалникот, тоа рема, он ни отворија чистачица среди тоа, све чамецот. Ова и што ќе правиме, ќе ме релаксира он после војска, ќе ловиме риби. И добро, ловиме риби. Мрдаја знаеш дека е на самата граница. Така. Нема ништо, има една касарниче мало тука и Добро. Дојрани, местото Грчко. И ловиме, ќе ловиме, па нема да ловиме. Кога нема да ловиме, ќе поминат дојранските рибари. Што правите, бе? Ќе им викнем, ечко, бе, дека си, бе, што фурали нешто? Нема, ништо, бе, ќе дојат една кошара, ти брам, И после лаже дека, колку ме тешка беше оваа за вадење, ги лаже гостите дека ги фатил. Не е битно. Едно сабајле, Жешко беше многу јанко, стана 8 саат, он не фативме ништо, се нервираше, ќе останам, викам, дедо, не можеме, ќе си одам. Ќе си одам, значи, се фрлам од чамецот и пливам тие 150 метра, 200 и он останува сам и после ќе си дојде. Тоа е одам, нема вајда да те весла, да. Не, јас си пливам си, ова си дојав си, се бришам, си седнав, тогаш од војска тазе вратен цигари, 57 пушам, и гледам на кај чамецот, кај што е усидрен чамецот, нели ние ловиме, 10 метра дубина, се усидрува. Тоа за да не ти мрдал, на граница сме. И како седам тоа со такото, со цигарата, гледам дека дедо ми полека преминува на грчка територија. Значи, него сидрото му се, доле има мулј, песок, и ако удри малку струјата или бранот, оно си завлече. си подритнува. Аха, така. И ти не мислиш дека седиш во место, по време гледам, он више 70 метра у грчка територија. Дедо! Шо е, бе? Назад! Не! Удира! Ева! Гризе! Па тргнав јас да пливам, па овие што работеа у Мрдаја, ома кајчината, тие лотките ги викат они лодки. Чо Петре, вали се бе. Едва го спасивме. Си отиде, леле. Исплашен, уплав. И он се уплаши. У Грчка ќе заглава. Да, на крај беше најсмешен, на крај беше многу беше шармантен, многу беше.
Слушај, морам да признам и ти така убаво го пренесуваш и си Да. го скинал. Слушај, добро, докажите му. Не, тоа сакам да ти кажам, има такви милиони што на крај? ситуации. Ништо на крај, ништо го извадија, го Не, тргна рече чамесо. на крај веќе кога На крај кога веќе беше болен, веќе не одеше ни на риба. А кога престана да оди на риба, стана нервозен, заради тоа што беше постојано дома. Особено кога легна веќе, тогаш беше неиздржив, тогаш ги малтретираше сите. Ја не ќе да бидам дел од, но стварно се изживуваше на крајот, ова, сакам ова, сакам тоа, сакам. сакам пудинг, не Тоа, баба ми и мајка ми трчаа околу него, ама не знаеш како пчели. И само им наоѓаше мани. Беше строки спрема тебе. Паметам кога ви кажуваш. Беше. Уште која те воспитува. Најмногу према баба ми. Значи, он горе во тоа дворчето на куќата си имаше како се викава, камин, созидан, од цигли, што се ја користеше како фурна, една голема маса направена од дабово дрво и други столчиња направени од даб со некакви настрешници, со водоскоци, со маски од срушениот театар, кои они ги спасувале, театарот го рушеле, ве спасувале. И он спасил 4-5 маски и тука беа изложени и над него имаше рачка, како во автобус за држење, односно како за пуштање вода, која е поврзана преку дрвото со голем најлонски конец, долг сигурно 50 метри, околу куќата, стигнуваше до кујната на баба ми. Еднаш е кафе, 2 пати е ракија, Абе, нема зезе. 3 пати е вино. Нема Сериозно, постојат луѓе кои посведочат тоа, татко ми можеш да го прашаш, се уште е жив и здрав. Да. Ако ги утне шифрите, ако заборај баба ми, 3 во Прилеп. На преваспитавање кај сестрати. Да бе, тако беше. Не зашто кај сестрата на Во Прилеп да си оди. Луѓе вика од Прилеп кибрид не купуваат, јас жена зедов вика да ти. Така имаше некои хирови на крај, ама они му простува затоа што беше стар, болен и затоа што тоа ја не му простува затоа што он го злоупотребуваше тоа. Многу го злоупотребуваше. Дедо, како бев на чија си? Како бев? За представата, кажи го од Како почеток. бев, дедо, како бев? Добар беше. Ој, паѓато не свес публика, доаѓаат луѓе се тресеа после чија си, пипнат. Добар беше. Да, беше тежок на комплименти да ти да. Да, на било кога. На било кога? Немаше подобар глумец од него. Ние другите се бавиме со глума, а само он е глумец. А другото све се бавиме со глума. Тоа им е останато, тоа големо ривалство што го има тој, Илија Милчин и Илија Џувалековски, кој никогаш не прерасна во омраза. Тоа беше едно ривалство Витешко. кој дури и на сцената го практикувале. Кога играле Шума од Островски, Добро? на големата сцена, Сретников, сретниот глумец, среќниот комедијантот го играл дедо ми, а не Сретников, несреќниот глумец, трагичарот, го играл Личко, Илија Џувалековски. Они биле толку скарани во тоа време, што веќе биле во фаза која почнале тоа да го прават и на сцена. Па кога ќе почнал едниот со монологот, Џувалековски кажува монолог на трагичарот Несретников од Островски, а дедо ми седи на тако, Делка Дрвек, Го кине. Демо, ще. А дедо ми дека правим ова, го гледај. На сцена, сами они 20. Тоа денес го нема. Тоа денес го нема. Но вистински збор употребити. Витештво било тоа. Сите биле добри глумци. Овие двајцата биле интелектуалци, за разлика од дедо ми кој завршил неколку класови основно училиште во Велес и ја збришал кој имал 12 и пол. Со првиот патувачки театар што налетал. Џувалековски и Милчин, сепак, Милчин особено, подосна и професор и така натаму, јазичар, еден од најдобрите познавачи на македонскиот литературен јазик. Ние многу научивме од него, ја многу сакав Милчин кога ќе биде, но никако не смев да му кажам на дедо ми дека... Стариот Милчин. Да, стариот. Да се подсетиме, една маркантна фигура Илија беше. Милчин, така е. Илија И Милчин. Џувалековски има една анегдота, ја верувам дека никој нема да ми се налути мене, јас не ги кажам тие злонамерно. На погребот на мојот дедо, јас ги познавав нивните релации многу добро. На погребот на мојот дедо,
пред да започне комеморацијата во театарот. Така. Знаеш ли кој плачеше најмногу? Чувалековски и Милчин. Ама не плачеа дека умрел дедо ми, туку дека тие се наред. И јас го кажав тоа, како што, за на крај да се испостави дека навистина е така. Набор го почина едниот, а почина и другиот. Но, они остануваат една историја, не само на македонскиот театар и филм, туку на македонската реч воопшто. Дали е пишана, дали е кажана, изговорена, отпеана или така натаму. Тоа се три личности кои необично ги ценам и покрај тоа што едниот ми е дедо. Да не забораваме тука и многу други кои јас ги запознав, имав и среќа и шанса да играм со нив. И Тодорче Николовски, и не знам, Чичко Предраг Дишленковиќ Прешо кој живееше 100 години. Пиеше ракија до 99 години. Наш човек. Чичко Тошо Николовски кој на 90 и кусур години кај Почо и Јоле пиевме со него, а он на конобарчето му го даваше катетарот да му го испразни. Мислам, тоа беа боеми, Јанко, не знаеш какви. И кога ќе се видам себе си денеска, како јас живеам, начинот на кој јас живеам, баракичка, кукичка, сам, јас сватив пред некое време дека ја живеам како Тодорче Николовски сега. Сам, повлечен меѓу својата уметност, мислам, има еден одреден број на луѓе кои му доаѓаат, тешко склопувам нови познанства, немам Facebook, Twitter, Instagram, и сум задоволен. Така живееше тој. Дедо ми, за разлика од него, сакаше све да биде надвор, се да се знае. Така. За новчаникот, сум ти кажал за новчаникот. Не. Дедо ми Петре секогаш имаше новчаник кој личеше како да се 3 новчаника во еден. Добро, и што имаше во него, пари? Марки, долари, швајцарски франци, динари, левови, се. Добро е. На пат одиме сега, настап имаме вечерски врвак. Зошто носиш толку пари? Дај ја ти ги чувам, дај да... Ти ми ги чуваш. Вика вака, цел живот сум немал и сите знаеле дека немам. Сега кога имам, сакам сите да знаат дека имам. Што и фали на таа филозофија? Не знам. Негова, много интересно. Игор, ја би направил една мала пауза, би илустрирал со малку музика, би продолжиле веднаш потоа. Ај. Повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија, Игор Џамбазов. Игор, има ли место кај што не си бил? Има, Јанко, има. Зборам за Македонија. За Македонија. Има места на кои не сум бил само заради тоа што не сум сакал да одам. Аха. Има несигурни места. Има несигурни. Не станале тие сега несигурни, или пред 10 години, тие биле несигурни уште многу одам. А би сакал да отидеш таму? Па би сакал затоа што тие 90% од нив се во Западна Македонија, на Шара, под Шара, на потегот Шара Струга. Тешко се... Мора да ти кажам една приказка. Јас мислам дека не сум ја раскажал никогаш. Кога беше конфликтот 2001, оти Халкидики беше претесен да ги прими сите што кидна, Охрид работеше многу добро. И одевме сите во Охрид. Имав јас и станче тамо, па имав и каде да седам, не е ни битно. И сите патуваа преку Битола. Никој не кеше да оди. Ја не ќе одам преку Битола. Будало, војна е ке ту тепат. Нема мене, вика, никој да ме оти. Бошко напред, јас, Фортка, имав црвен. Фортка, како не? Тетово. Бошко. Тетово. Прва наплатна, прва бариера. Втора наплатна, втора бариера. Трета бариера, на местото каде што се рачва патот пред Тетово. Лево продолжуваш за Гостивар или право одиш за Тетово. Кај што се продолжува за Гостивар, рампи, стајано, барикади, нема. И тука седи еден припадник на МВР и вака ми прави. Викам, за Охрид. Каде бе, Игорче, за Охрид сега? Затворен е патот. Викам, ке одам бе по овој регионалниот, преку Мала Речица. Како ќе преку Мала Речица? Брат, овде одма кај универзитет, овој се врти ту. И вака само ме направи. Со Форт Като и со Бошко. Лего во Речица. Она препознатливо плоштадче кај ше сега штабот на ДУИ, тоа е плоштадот на
Имаше некаква продавничка во тоа време. Застанав со като и излегов. Имаше 3-4 локални албанци кои си пиеја тука. Чајче, што си прават они, нели? Нивните тертипи. Излегов, а најстариот ме гледаше. Ме гледаше половина минута и само ме рече: скриена камера. Не, викам, не е скриена камера. Па зашто ти тука? Викам, да ве частам по едно пиво, може ли? Може, вала. Може, вала. Седнавме. Тие пиво не се ни Не напија, пијат не се ни алкохол. секам ни дан, не ни беше битно пивото, поводот беше битен. И бидејќи јас тогаш имав бинго, бингото си тераше војна, Така, мир, така. нема тука ништо, бинго има, патувам понеделник, недела, се враќам и секогаш преку речица и секогаш си застанува. И не познавам друг што одел. Другите обично што одеа или беа киднапирани или нешто страшно беше. Но ете, тоа не било лудост, не било тоа хир некој. Едноставно сметав дека ја имам право во мојата земја да се возам каде сакам. Ако има барикади, ќе најдам заобиколен пат. Ако нема заобиколен пат, ќе изрушам барикадите. И тоа траеше, нели, едно 5-6 опасни месеци беа тоа. Секако. И тука некаде се наоѓаат тие села кои јас сакам да ги видам. Значи, тука од Тетово, после Мала Речица, па се до влезот на Гостивар, да речеме до Вруток, до селото Вруток. Сега моментално таму има села што ги нема ни на топографска карта. Значи, не постојат никако географски поими. Тоа е едно населено место, Јанко, не знам дали си знае. Така, Од Тетово до Гостивар се едно населено место составено од 5 до 10 разни населени места, меѓу нив има едно место во кое живеат македонци, другото се албанскиво, но ете јас и мојот асистент сме биле таму ми се расипа колата, влеговме во тоа село, има некој пријател, он таму си има автомеханичарска работилница, ние одевме во лудите години Кој село? таму. Мала Речица? Не, после Мала Речица има, па тоа ти викам Не. Пред Боговиња, не е битно. И бевме таму, кај автомеханичар ни ја поправаше колата. Човекот не се пожали на ништо. Тука, да, ние сме си тука, си живееме, одиме таму пазариме, они си доаѓаат си ги поправаат колите. Ја видов дека тоа си функционира најнормално, дај Боже да е уште така. Јас верувам дека е така. Тука се тие места. Инаку, ваму, југот, значи од Охрид, јужно ако удриш една паралела, и особено источниот, со посебна назнака на јужниот дел, сум поминал скоро се. Или да речеме, знам дека таму има село кое е напуштено и нема навистина ништо, нема дури ни куки, до темела е. Ќе отидеш да го видиш, но не си бил во селото, како можеш да видиш во село кое не постои. Постои само во мислите, во книгите, во оно знам дека тука имало село. Една година потрошив на тоа да ги најдам тие напуштени села. Да речеме, не знам дали знаеш дека кога е правена браната Глобочица, дека неколку села се отидени под вода. И цели села. Па нив ги праќале во Скопје, им дале станчиња во Прилеп, во Кичево, но они ден денеска си одат на денот на селото и покрај езерото седат. Понекогаш кога ќе падне нивото на езерото се појавуваат врвовите од куките. Така и они седат и си плачат. Така, има многу чудни, многу touchy stories, онакви. Што заклучи еве за овие децени од убави и од неубави работи? Ти идеше често пати долго отсуствуваше од градот, од урбаната средина. Не ме интересираат причините, ме интересира. Се уште го правам тоа, 5-6 месеци јас се губам од градот. Околу 1 мај е дедлайн, кога веќе почнам да размислувам кога си одам. Јас си патувам до Скопје, кога имав бинго, кога имав снимања, настапи. Слепче ми е центарот и јас веќе 5-та година по неколку месеци си проведувам таму. Слепче. Да, апсолутно. Така да тоа не го правев јас само тогаш, го правам и денеска, но тогаш го правев за да избегам од другија, сега го правам за да избегам од себе малку, да одам таму да си го релаксирам. Не идем да те фрлам во политика. Македонскиот народ не е богат, нити има некоја, не знам, колку убава живеачка. Ама народов, кога ќе отидеш поинаку, го перцепираш. Како го гледаш народов? Како живее овој народ? Каков е овој народ? Каков е твојот впечаток? Јанко, во принцип... Предпоставувам дека луѓе кои умираат од глад не си сретнал. Не сум сретнал, искрено. Искрено не сум Ни сретнал. ја, за тоа. Дури, но еве ти повеќе шеташ. Дури во секое мало место,
ги знаат кои се тие. То се еден, двајца или тројца. Излегуваат во пресред луѓето, они се снаоѓаат. Па не знам, ќе дојде Сител телевизија, ќе дојде Канал 5, ќе дојдат другите телевизии, ќе направат некаква сторија, ќе се реши проблемот. Значи, се бројат на прсти тие што навистина нема да јадат. Мислам, во Македонија да немаш да јадеш, значи дека си мрза. А живееш на село. Ти текно, значи, там само да треба да копнеш. Дали компирче, дали е во слепче, дали ни са бајле во 5 часот тодат на тутун, другите копаат компири, овие си прават пиперки, патлиџани, кромит, толка. Значи, да живееш на село и да немаш за јадење, тоа е како јас им раскажувам на скопјаните колку на вистина чини животот во Слепче. Знаеш колку чини животот во Слепче дневно? Ако си пушач, 150 денари. Зашто 150? Па кутија цигари 80-90, 2 леба, се друго имаш ти. Имаш млеко од манастирот, имаш сирење од манастирот, имаш кашкавали, имаш месо од манастирот. И да не ти зборувам сега за пиперки, патлиџани, кромичиња, малади, лути, пиперчиња, пиперчиња, се што има. Значи, не сум сретнал голема беда, иако ти викам во секое место ги има, но во принцип зборуваме, во принцип народот е како да се обидам да најдам вистински збор. Народот е во предразочарувачка ситуација. Значи, секојаш има што се незадоволни, нели? И тие се толку посто или толку посто, политиката све се мери во посто и во пари. И тоа е страшно. Но чувствувам дека народот што е разочаран, ако е среќник да биде дел од оние акции што се прават, кампањи за да се подобри стандардот на ова, но големо е разочарувањето од луѓето кои влегуваат во таа шема и неочекувано испаѓаат. Пример последен со делењето на работните места во македонски шуми. Колку мене тоа ми изгледаше прозаично убаво на почетокот, а уствари каква белја си направија сами на себе луѓето што тоа го организира. Не можеш во Македонија да направиш така. Па ти знаеш ли дека обичен човек што е немтур, не можеш да го убедиш дека не постоело наместено бинго во Македонија. Сите бинга во Македонија биле наместени. Уште ти го зборат тоа? Да, сите наградни игри биле наместени. Не ти веруваат дека не се? Не, дури не, ја им викам. Што треба, како да ви докажам дека не било наместено? Дека јас сум првиот што сакал да пронајде. Аха. И да добијам на суд, дека сум бил учесник во голема измама, дека сум бил наведен, дека сум живеел под страшен стрес. Не, немало. Не, особено сега не. Сега тоа е под строга контрола на Министерството за финансии, се функционира како сад, имаш пари. Ама народов никогаш не го поверува. Никогаш не. И така и за ова. Знаеш, тој доби, бинго, нема шанси. Како ти на Петри од Македонски Брод да го убедиш дека живее добро? Кога Петри од Македонски Брод се уште му е последната станица во животот да дое во Скопје. Значи, гледаш, колку е просторот смален. Значи, животниот сон на еден обичен македонец е да дојде да живее во Скопје. Во Скопје нема ни работа. Валкано е загадено и што сакаш. Валкано загадено, ќе умреш од лоша храна. Вода немаш каде да нешто. Но во име на таков живот, да, градски, они се спремни да напуштат се. Повеќето? Во секој случај не е добра ситуацијата во народот. Не, јас се движам многу во народот. Јанко, народ не се гостите твои што доаѓаат овдека. Така е. Да. Народ не се ни оние што пишуваат што се случува во држава. И тие не се народ. Така. Но на некој начин се представници на народот. Ти кога настапуваш како новинар, ако не настапуваш истовремено и како обичен граѓанин, спакувај се и оди си. Разбира, јас чувствувам едно незадоволство. Во моите краишта, јас кај што одам, луѓето се работливи, вредни, работат и многу ретко некој се жали. Еве, ние во Слепче знаеме еден, двајца, кој нема за слава. За Мала Богородица, за денот на селото, нема 1000 денари, да ги направи сите матај, значи да ги направи, значи да дое попчето да отпее, да се купи малце мевце убаво, да се замеси нешто, нема. И селото ги знае кои се тие и селото излегува во пресред. Ако не селото, отец Серафим од Јован Претеча, тој ќе излезе во пресред. Како и секогаш низ македонската историја,
тешка живеачка, ама едни со други си помагале. Тоа, Црква, во местата луѓето каде меѓу што себе. јас одам сега, но не Секогаш. се сите места така добро организирани како што е Слепче. Така. Во Слепче морам да ги пофалам луѓето од манастирот и отец Серафим. Значи, бескрајно го почитуваат она што во Библијата и не е толку важно да имаш, да бидеш богат, да поседуваш, но сепак излегуваат во пресвет. Никогаш не дозволил отец Серафим да остане некој без дрва. Никогаш. Амен. Никогаш. Игор. Значи, сам манастирот сам си прави. Јас знаеш дека сум безбожник, дека ова, но знам за црквата многу повеќе од со крстоите што се шетаат. Знам многу повеќе. И тоа е за почит што јас сум научил толку многу. И затоа мене ме прифаќаат и манастирските луѓе и свештените лица и така натаму. Идната година, Јанко. Идната година е 1000 години од село Слепче. 1000 години. Пред 10 години се Ќе правиш славеше големата? 800 години од Москва. Слепче 1000 години. Значи, 1014 година, кога се враќал Самуил од поразот на Беласица со своите 15.000 ослепени војници, една од станиците му била и болницата која ја изградила неговата ќерка Косара 1010 година, кога тој тргнал во поход. Затоа е Слепче, затоа што ослепените војници и така Затоа е натаму. Водоча, Слепче, тоа се тие. Има документи црковни од 1379, тука некаде околу Маричката битка. Значи, цивилизација во Слепче имало уште во 14 век катастарски расподелени ниви, куки. Пред да дојат турците, Јанко, имало цивилизација. И зошто сега ние тоа да не го одбележим? Не барам пари од државата, однапред кажувам. Не го давам, моја идејата, односно идејата е на еден слепчанец кој живее во Скопје, но мене ми ја кажа за да ја реализирам. Не ја даваме никому. Ќе си ја заштитам и не можете ништо против 1000 години. Ама ќе ја направите големата, Ќе ја направам голема. Голема. Немаме Се гледаме за година ден. Немаме место. 21 септември отворена покана уште од сега. Готово. Значи пред 21 септември очекувам тука да си кај мене у студио. И- Да збориме ова го памтиме. И ти предлагам побргу да дојдеш во Слепче. договорено. А она што ќе го видиш горе е нешто нестварно. Ќе Не се сум бил, издобиш. признавам, јас сум од оние кои многу малку шетаат, многу моите врски Ќе ми дозволиш еден апел да направам. Да, Кога сме кај манастирот, Свети Јован претеча во Слепче. Односно над Слепче. Значи, со многу тага и сета ми го кажуваат слепчани тоа дека никогаш не ги посетил господин Стефан. Го поканувам јавно во твојата емисија, бидејќи знам дека и ти го почитуваш, само да биде присутен. Не треба ништо да направи, не треба ништо да каже, само да биде присутен меѓу селаните идната година на Мала Богородица, на 1000 години од Слепче и од манастирот. Океј, убаво. Игор, да се вратиме малку сега на тебе. 50 години пуни, што е добра Па ти цифра, колку пола век, пуни? толку ме исто. Да. Добро. Чути сега, не јади бумбари. Јади бурек. Се одлучи на живот ваков каков што е или животот едноставно те доведе? Кажи ми, оние твои лични примережи, а сепак јавна личност и збориш многу отворено за твојата интима. Луѓе во овие години веќе се со семејства, колку и да правеле лудости во животот, едноставно биолошкиот часовник ги тера и така натаму и така натаму. Ти се обиде успешно, неуспешно и така натаму. Како сега тоа во глава го имаш стокмено? Се откажа ли од таа идеја? Сепак денеска шармантно не сум откажан. може да биде татко Не сум и на откажан од идејата, позни ама години. за идеја се потребни двајца. Да. За реализација се Не, потребни мене прво ме интересира дали си ти се уште заинтересирана за невеста ќе следиме, Но, у некоја од Слепче ќе најдеме. Сум се разбира после што знам, после разговор со доктор, ама сериозен сум. Добро. Кој треба да провери дали сум ја во состојба, дали мрдаат овие опавчиња. Не се секирај, за секогаш Добро. требало помош од пријатели, за сина ако бараш. Така Добро, викаше Јанко, мајка на една моја знаеш пријателка. како, се е составен дел од животот. Некој има повеќе среќа во една работа, некој има помалку среќа во истата работа. Ти исполнува ли тебе Јас за ова некои работи во професионалниот животот имав многу среќа. За многу малку немав среќа. За малку работи можам да кажам дека немав среќа. Една од работите е и таа. За кој едноставно немав среќа, не дека не сакав, Не се откажуваш. не дека не можев јас. Так. Едноставно
немам среќа. Но ете таква некоја, го надополнувам тоа со некаква љубов моја према децата, онаква генерална тоа, но сепак сметам дека сум бил многу пофер кон животот во обидот да направам дете, па тоа сум го одложувал, не сум сакал тоа дете да живее под стрес, не сум сакал да има ненормално детство и така натаму. Можеби со тоа што немам деца сум спасил најмалку 2 промашени живота. Оти како во целата таа балегарија, во целата таа агонија можеш да воспитуваш, да преживееш, да нараниш дете, да го научиш. Ти поминуваше навистина многу тешки периоди кои, нели, сигурно уште да имаше дете, тоа ќе беше страшно. Катастрофа. Но од друга страна велат, па да имаше дете може и немаше ни да дојдеш до таа. Да, и се сложувам. Тоа е спекулација сега животот. Се сложувам, затоа ти велам во животот некои работи успеваат, некои работи не успеваат. Некои работи што многу сакаш да ги направиш, нема да ги направиш никогаш. Некои работи што не те интересираат, ти се на дофат на раката секојдневно. И тоа се тие некои вечни дилеми на, ајде да кажам, не на боемите, ајде на уметниците генерално. И што знам, можеби во тоа се состои боемштината, Јанко. Јас познавам многу македонски боеми кои немаат деца. Но не го земам тоа како правило. Не. Едноставно, начинот на живот кој тоа го имам, лајфстайл што викаат младите. А денеска некако па и за боемскиот живот, иако може би човек не си, боемштината некогаш многу повеќе одскокнувала, ама денеска некако па нормално е зрел маж да отиде и во дискотека и да заглави и да се забавува и да живее поинаку од она што е традиционално и така натаму. Времето е многу поотворено за такви форми. Мислам дека, не знам ти како се чувствуваш, велиш дека живееш изолирано, дека многу ти е мал кругот на пријатели каде што примаш филтерот и така натаму. Избори така едноставно? Мене луѓето знаат кај живееме, кај мене денеска звонат дечија на врата, комшија пита или нешто. Немам јас проблем со таков вид на комуникација. Но јас сум човек што многу зборува со своите пријатели, многу кажува. Зошто некој да го злоупотреби тоа? Моите пријатели никогаш не го злоупотребиле тоа. Знаеле најискриени тајни за мене. Некои работи што не сум ги кажувал на сопругата, на мајката, кои ги знаат моите другарки. Тоа е пријателство, тоа е така. И доволни ми се. Доволни. Толку си. На двете раце. Игор, во петок правиш голем концерт. Што е идејата? Зошто го правиш овој концерт? Па ова сум го научил од дедо ми. Што го научил од дедо? Па он не пропушташе прилика да слави. 25 години од првата улога, 30 години од кариера, 42 години од филмот, 62 години. Ние нон-стоп бевме на некакви прослави кои имаше дедо. Нон-стоп, Се шалам. Зошто мислам дека е убаво? Убаво ми се поклопија коцките со тројките, 63-та, 73-та, 83-та, 93-та. Дури кога влегов така малце повеќе во татко ми Џамас многу ми помогна со тоа што пред некоја година за роден ден ми подари комплет DVD-ја кој тој ги префрла од VHS касети целиот живот мој, Јанко. Од македонскиот дел од пеколот до последните бинга се снимено. Што збориш? Да. И да речеме деновиве заради концертот го отварам тоа кај монтажерот Милан Тоциновски, актерот, он е монтажер на... И онака гледаме некои стари серии, некои стари црно-бели филмови, бе гледам, Милан, вика, бе, ти си играл црно-белни филм? Да, бе, и црно-бело игра. Да, што знам, се забавуваме баш денес како си го праќам. Нели, ја пуштите. Да, тоа е баш од волшебното самарче. Од волшебното самарче. Да, и тоа е убава приказка со Шишков баш во прирачникот за антиалкохоличари. Една од подобрите сцени, да речам, тоа филмски сцени. Така, ќе им одадам признание на концертов на оние колеги што сметам дека значеле нешто во мојата кариера. Ако умрам или загинам, во наша варијанта, во джез варијанта, ја пеам заедно со машката пејачка група на Танец. Значи 10 машки вокали, ја пееме Ако умрам или загинам на Јонче Христовски. Джези звучи феноменално. Джези, баш ме интересира, пошто... Позади на бимот... Чекај, малце ме буни, пази, пошто... Чуеш? Ако умрам или загинам,
Ти додека идат автоматски рацете, ти се шират на таква песна. А во джез варијанта не знам како која динамика ќе ја фатите. Многу добро, многу добро. Едва и чекам да го слушам. Мислам, тоа, децата како ќе од биде. танец се прекрасни и тоа е баш машка песна, затоа ги Да, викав и да, ја да. објаснив. За тоа време на Бимот ќе одат делови од мои настапи со четворица луѓе кои ја одбележале и мојата кариера и мојот приватен живот. И во тие 4 минути ќе го видиме и Шишков, и Ненад Стојановски, и Дади, и Бранко Ѓорđев. Успеав да најдам и сечоци со сите нив, од филмови, од серии, од представи. И ето така еден убав, еден инмеморијам ќе направиме. Ќе има такви моменти на концертот, да речеме Коки од Дуле и Коки, прв пат ќе настапи после смртта на Дуле. Навистина. Да, ќе ја пееме виолина и гитара во блуз варијанта. Од сега ти кажам, знам дека тоа ќе биде еден од незаборавните делови на концертот. Коки ќе ја донесе својата виолина и неговата гитара, која семејството на Дуле моја подари. Ќе биде многу силно емотивно. Ќе биде хорчето на Златно Славече. Без него не. Ќе бидат едни деца што ги најдов на YouTube еден ден, отчукав Диши длабоко. Ми требаше нешто мојата песна и ми се појавија други, ја свират Диши длабоко. Девојчињата? Бендот се вика Јосип Ростито бенд. Ги знам девојчињата, им бев на проба. Тие го отвараат концертот мој, ја Да. свират Диши длабоко, јас ќе влезам на таа прва песна. Обратив Калиопи, внимание Тамара. на пианистката Јана. Да, Супер да. талент. Сирота Супер на талент. пробата не ни дојде сале, тој ден немаше пијано, па си имаше земено од дома едно до ние мали сити сезерчија, па на него за да учествува во Страшен пробата. талент. Да, баш ќе видите. Калиопи, Тамара Тодеска, Калиопи, Елена Тамара, Ристеска, Владко Илиевски, Пери Франци од Нокаут, Коки, хорот на Златно Славече, Тони Михајловски, Сашко Коцев, Димитар Андоновски, еден од поубавите гласови од младите, Сара Мејс, Сара Маче, знаеш Сара Мејс? Тебе ќе ти се допадне. Една од најекстравагантните пејачки моментално на нашата естрада, студира во Бугарија, мултиталентирана, пишува композиции, текстови, изгледа феноменално, пее уште подобро. Пее една моја песна, ја пееме заедно. Веќе ја пишам за гостина овде. Јас ти ја препорачувам. Готово. Ако дојдеш на концерт ќе ја видиш. Готово. Мислам дека од времето на Тијана, пред да замине, не се појавила поталентирана девојка во Македонија. Браво. Ја тврдам за неа дека она може да биде утре Како ме глумица. кини што у 10 у петок имам емисија. Како да побегнам? Никако. Правев голема пауза. Никако. Никако. А од 9 почнува. И јас мислам ако решиш да дојдеш дека твојата публика ќе те подржи. Ти да правиш утре концерт, а ја да имам емисија. Ја имам фантастична публика. Знам. Треба брат. некој други да те подржи. Ама што мислиш ти зашто сум јас дојден тука? Така. И покрај сето она што се зборува, знам јас ова колку е гледано, знам колку на луѓето им значи и знам колку луѓето со душа те чека. Дури мене ме прашува, што е сега работава Јанко, не е више насител. Во Слепче, лето. Оф, леле. Чекајте бе луѓе, летото ќе заврши Јанко, викам сака систера, заглавив одмори, малце, септември, задолжи. октомври ќе почне. Значи има луѓе што те Да, очекуваат и ова. Има луѓе што не може да те гледаат пријателе, ти тоа го знаеш. Ја Ама- исто нема да заборавам дека ти беше еден од моите први поддржувачи уште на 103 кога дојде. И тој го имаш ти тој сенс, знаеш, кога направивме таа револуција во фудбалските преноси. Да, тоа беше страшно. Тоа е незаборавно. И срам да им е на сите што не ти дозволија да направиш институција, тоа не ти дозволија. Не, знам, многу- законот е ваков, па не смеш ти да глупости. Тоа беше фантастична шоу Па програма. јас мислам дека тоа е Се редеа луѓе кои ќе единствената радио емисија во живо, Да. која е слушана колку што беше слушан мојот маратон скаре. Значи цел град. Цел град слушаше тоа. И тие што не гледаат фудбал, слушаат. Многу беше забавно, многу беше интересно. беше забавно. И тогаш имаше многу интересни резултати, ти навиваше за едни, ја за контра, па се закача. Апсолутно. И Бошко, легендата Бошко. И он беше качен тука. Он беше качен и додека ние зборевме, се симна доле у 103 и се постра. Кога Ви зборам се за постра Бошко, на 103-ката или се постра на... се постра на на таписончето. 103-ката, на таписона. Сосема заслужено. Од кого е? Добро ви. Бошко е кученцето, сорта Џуџе Спинч. Џуџе Спинч, кој живееше човечки 100 и кусор И кусор. години. 15 кучешки. Неверојатен карактер, а толку беше, значи, едноставно, знаеш дека еден период, ја веќе, кога ќе те
помислев тебе, него А го ти рече. недостасуваше. Да. Едноставно... И последните 2-3 години беше полуслеп и полуглув и живееше во моите раце. Значи, овие луѓе што се околу мене во животот вика, како можеш да издржиш да ти биде 20 часа во раце. Значи, јас одев на снимање, завршуваше снимањето, доаѓам дома, го земам во раце и додека не излезам од дома го држи во раце. Тоа беше некаква поврзаност. Помина 3 години, еве, ова лето на денот на неговата смрт, не, на неговиот роден ден точно. На 9 септември е Бошко, значи ден после, отидовме на неговото вечно почивалиште, мора малце да се дислоцира, затоа што дел од депонијата е преместена нагоре, но е до едно убаво чешмиче, местноста се вика Јасички дол. Јасички дол е на патот од Слепче кон манастирот. Има прекрасна чешмичка, многу стара, и тука некаде е Боки, има табла. Тука почива Бошко Џамбасов, куќето што живееше како човек. И се случува луѓето да остават и по некој цвеќенце и така натаму. Да, убав спомене. Убав спомене Бошко, многу ми недостасува. Кога бев помлад, чував многу животни и имав го донесов првиот персиски мачар во Македонија 91 година. Два браќа беа од Унгарија. Ги донесе, некој не можеше да ги продаде, да чекови му ги купив на 6 рати, на 3 рати, му ги купив двата, заштото и него го фати паника, што ќе направи. Ги чував, 10 години живеја и умреа. И после? Еве, Игор, ти си актер, ти цел живот знаеш да си ги контролираш емоциите, ја не. И не, ја те гледам дека не можеш. Јас не те фатил жив тебе неколку пати тука. Жив. Човече, не можам тоа со живот. Ме молат децава сега, викаат, ај бе, земи куќе. Ја викам, сега да земам куќе. Не, обврска, не можеш ти куќе. Не е обврската. Твоите може, ти не можеш. Игор, ја мислам дека тоа, ја ќе имам 60 години, кога он ќе умре. Не ми ја како ќе го преживеам тоа? Мачката моја дова, секој ден која гледам, викам, што ќе правиш? Сега ги воспитувам така, миленичиња, мачки да имаме, мачки да имаат милениче, ама да е доволно способно надвор, бидејќи мачките се поблагодарни. Оној ако се разболи умре, ќе ти се исчезне. Нема да се го тргне на страна. Да. Стресот. А куќето умира во раце, да. Ние треба да чуеме слонови или желки, нешто по 150 години. Или како сестра ми што чува лавови, тигрови. Сега има ново. Од Шри-Ланка ми се јави. Завчера ми пушти некаква песочна плажа и ми напишала на Google Plus еве на какво место сум, а сама сум, сите се пар, само јас сум распар. И ја напишав, јас би сакал да бидам на истата плажа во пар со Бо Дерек. Ама ако ти е густо, можам да ти ја позајмам Бо Дерек. Кај си, бе, сестра ти се? Во Индија и во Шри-Ланка. Абе, 500 автобуса дневно во воздух се дигат во тебе. Шо бараш, бе, ти таму? Презентација имаме. Што работи, со што се занимава? Софтвери продава, Јанко. Софтвери продава, големи софтвери. Она стигна до втор човек на Autodesk за Калифорнија, сестра. Бака чисто да ти кажам. Амен. Влези си, готово, не треба што да ми кажеш. Ја доволно ја познавам таа проблематика. Autodesk, што е и како е. Ова што си го наместил е добро, браво. Игор, ова ќе биде сосема за крај. Уште малку детали за концертот. Имам инсайдерски информации дека концертот е скоро распродат на цел. Јанко, салата Борис Трајковски. Пред да влезам овде, последен пат влегов, Логин Кочишки ми овозможи онлайн да си ја следам продажбата, што е сосема така? Регуларно. Они ти се организации? Значи јас ги јавна пофалница со благодарница за Логин и за неговата банда. Профи. Веро Битола 2. Веро Кавадарци 4. Веднаш ги пишува. Розе Веро 2. Толку за тебе, мајсторе, толку за нас процент, толку за тебе. Се си пишува. Се си е регуларно, организирани се прекрасно, имаат моќен систем, си го земаат својот процент, ал да им се парите што се ги земаат. И задоволен од продажбата? Тоа ти кажувам, сега пред да влезам тука, последен пат во студио, од проба доаѓам, така? Последен пат влегов, имаше уште нешто повеќе од 500 карти за седење, непродадени. А колку планирате во Оптек да бидат? 10. 1000. 12.000 е комплетната, фул кога е 12.000, но бевме предупредени од... Ретко се случува да дојде ден на концерт на некаков настан кај нас
И картите да се продадат на денот, а ти си веќе распродаден? Не, ретко, не се случува. Не се случува? Не се случува. Тоа Zizi Top беа не се тоа му се продадат? случуваше само на Тоше и можеби во Така. пар други случаи. Не се случило. Јас имам информација од луѓето од Борис Трајковски од салата, ги поздравувам и Радко Капушевски и сите вработени таму. Радко е супер момак. Супер, ми кажа една информација, не се случило, вика, на еден месец пред концерт да се јавуваат за билети во Борис Трајковски. Ние не продаваме билети, вика ние. Значи не се случило таква работа. И Кога беше последниот твој концерт, ваков што го направи? Ти знаеше од имам време на многу време. од моите последни концерти. Кога беше? Официјално така во сала и во. Иначе свираме секоја година на плоштад за Виноскоп или за Пиволент или не знам за што се организира, но последните самостојни концерти мои се една година после албумот 2002. Значи јас не сум направил официјален концерт цели 11 години. Значи не сум од оние што тезга си има секоја година, еден концерт. Зошто? Во 11 години. Што мислиш, што ги привлекува ова? Покрај тоа Игор Џамбазов, нели? Што си она, што си книгата, што те направи она животот и така Па ги натаму. привлекува Јанко, ги привлекува, не знам. Оној необичен човек за кого разговаравме на почетокот, веројатно тој ги привлекува. Ќе остане со ова имеќе? Војна тајна треба да ти кажам. Да ти кажам. Останувам. Не, значи Останувам раките се до затоа што сигурно до половина концерт оставувам со ово имеќе. Треба да ти цртам. готово све ми е јасно. До пола концерт сигурно ќе го Се имам. надевам дека бричењето на Рера да е жив, Рера. И има двајца марабунти со Браво. машинки заде чекаат. Ќе биде. Кажи ми, освен концертот, гледај сега, ти Тони ќе го имаш таму, Труба ќе биде, нели, сигурно. Тони е исто фантастичен, Да, и вие двајца у комбинација, тоа е цепажа, после овие другиве актери. Предпоставам дека сето тоа нема да биде само музика, ќе има и, не знам, скечеви. Јанко мене ме фаќа страв. Кога мере Тебе страв времето. те фаќа, добро. Не, за време колку ќе време трае? траењето, да. Меѓу 3,5 и 4 часа. Супер, некај. И ќе има Значи- пиво да се купи. Па готово. Значи што има треба 4 повеќе? шанкови, ќе има пијалаци по стварно цени кои се потполно пристапни, како да пиете во Тоа ќе кафич. биде, значи, целовечерна фешта ти ќе направиш. Апсолутно и ми направија голем кејф. Прво Сефер Цановски, Фон универзитет, кои ми беа издавачи на предпоследната книга. Добро. Во име на концертот ми подарија 3000 книги. Екстра. Ми ги подарија. Добро. За среќен роден ден, 50-ти, така да, освен новата приказни од Македонија, ќе имаме и прирачникот за антиантрахоличари, а денес, баш денес, издавачкиот центар 3 ја реиздаде мојата книга Гол човек. Така да, луѓето што ќе дојдат на концертот ќе можат да ги купат сите мои книги на специјален штамп поставен од издавачката куќа 3, а јас за време на концертот ќе објавам и сега објавам дека сите што ќе купат книга, јас ќе ми ја потпишам 15 минути после концертот. Седнувам, колку и да се, имам одобрение од Радко да седам до 6 часот наутро, ако има потреба. Тогаш доаѓам. Слушај, ако ништо не го фатам почетокот, барем после емисија доаѓам. Знам моите синови се заинтересирани. После емисија ќе овадиш самиот крај. Но дојди. Но дојди Можем на сам. самиот крај. Па од 9, почнувам во 12. Ќе повегнам 11:30. Ако Ќе чекам да ако дрем им на тоа. киднеш, ќе фатиш и добар така дел од Калиопи и од нокаут и самиот крај. Ќе фатиш, журката ќе фатиш. Супер ќе биде. Игор, како си ти иначе? Како се Во Прилеп вика добар сум бате чизлетам. Не, како беше она Кумановки уличарке, не по кровове да шетам. Ми Кумановки сме били уличарки, куде идеме по крови да се пењемо. Поздрав до Кумановци, поздрав до сите македонци. Нема да умреш покрај контейнер од цироза. Ја не сум чул некој да умрел од покрај контейнер од цироза. Од цироза се умира во болница, а покрај контейнер умираат джанкери. Или некој со таков извито перен ум кој вакви реченици би склопиле. Да. Добро, забавно беше тие неколку дена. Ако, добро, као пиар, дошло да Да, не. забавно беше. Па баш пиар беше. Испадна, тоа можам да го потврдам и со факти. Логин Кочички ќе го потврди дека тој ден се одвостручи продажбата на карти. Цар. Се е кажано. Цар, се кажано, се кажано. Тоа е гласот на Васко од Горила, продукција, кој дава еден посебен шарм на овие подготовки. Кажи Васко нешто да чуеме?
Гази Како оди продажбата, му викам, Васе, јас попробај по интервју. Гази ме, бате, гази ме! ме. Ја поулави Македонија, бате! Да, он ми внесува посебен ведар дух во цели. Ова е многу мачен проект, Јанко. Зошто мачен? Мачен, многу народ, многу организација. Чини 20 и кусур илјади евра. Па сакаше ти, Ваце, вака Не, јубилеот. сакам ти кажам, Петар Прличков. прво фактот дека се соочуваш со тоа дека треба да најдеш 22.000 евра е малце поразително на почеток. Ова секој го слуша од некој си вика јас сиđу да не пробувам. Успеа да го Ако не пробаш нема да направиш концерт. Ја пробав и направив. Многу чини. Се заработува, да, ама треба да да имаш не само тука малку и тука треба да имаш. Каде? Тука и тука. Каде? Океј, Игор. Драго ми е, имаш на вистина енергија, дојде со закрвавени очи, знам Да, цел дека ден сум, Јанче, цел ден сум. Цел ден сум веќе. немој сега да се пресисаш Морам да ти деноиве. кажам дека ме гласот спаси да не го деноиве изгубиш. мојата пријателка Кики, нашата манекенка Катарина Ивановска, која патува по светот по модни реви. Блазе си ти што те спасила и ја би сакал да ме спаси. Не на таков начин. Не, ти се да шегувам, видиш се шегувам. Перверзнјако Не, еден бе, 50 ништо годишен. лошо не Добро. кажав, колега. Ми донесе кислородни капки. Една На тоа мислев и јас. холивудска терапија Да? за брзо опоравување. Па 20 подобро да капки те са бајлети, 20 капки навечер. А да те седнеме ги ние у отвора авион пилотиве како се трезнат? Кислородна Кислород, боца. боца. Ова да го кажам за крај. На една наша глумица, позната, Добро. првиот сопруг беше пилот на јат. Добро. Во време кога се распадна Југославија, таа си го прибра дома, тука кај нас во Скопје. Но дечкото се уште леташе за други авиокомпании и превозници. И се сеќавам дека јас со мојата бивша сопруга, со колешката и со нејзиниот маж, бевме на журка во МНТ дискотеката кај Џоле 1 и Џоле 2. И дека сабарето знам дека кога с 5,5 часот наутро, кога не молеа двајцата Џолевци да си одиме, мажот на колешката. Знам ја прославата на Палер кога беше. Ја пуштав музика тога, Џони, и стојам вака над кабината и му викам вака на Томе беше таму. Му викам овие се од Палер пилоти. Вика нешто се, вика сега ќе летаат за еден За карак, тоа ти кажувам. Пеца, абе како ќе се трезнат? Кислородната боца. Ја се крстам. Да, тогаш го научи. Ја ви пуштав музика до 5 сабајле, Тогаш не јас умрте. прв пат научив дека кислород помага во тоа. Ова е на таа база. Колку 10 дена како ги ставам во мене, навистина чувствувам промена. Но ова се, како ти кажам, Полека, не се, само немој да претераш. И комшијата чувствуваше промена. Знам. Да го Не, прости. до концертот се после, не. Јас кога ги излезам од градот, не ми треба ни еден медикамент. Немаш ли ангажмани у театар? Не, нема ништо, Јанко. Немаш ништо? Театар, телевизија, тоа е умрено за мене. Додека се вакви ситуации, не сакам да си го расипам петката веднаш. Зашто да си расипам? Ама добро петката? ти одеше со сомнително лице со. Све е убаво, ама ја не сакам да си ја расипам петка. Ајде да не. До четворка признам да стигнам, па Ајде да завршиме со убави муабети, убав беше муабето. Да. Неќам негативно. Едноставно правам пауза, па имам право на тоа. Па јас сум модерирал Јанко 2000 и кусур представи во животот. 2000 и кусур. Тоа е километража, Игор. Тоа е километража разлика. Тоа е километража и тоа е респект. И 10 години пауза се малку. Статист да си бил на 2000 представи веќе Статист нешто. да си бил. Јас тие не сапам кај што сум бил статист. Зборувам кај што сум играл улоги. И тоа е многу. Тоа се 7 години од животот. Сега имам право 7 да одмарам. Не е никаков проблем. Игор, ти благодарам на честа што дојде овде. Ти благодарам Ти што ме благодарам покани. на работи што убави ги сподели со нас од името на гледачите кои знам по реакциите кои веќе пристигнуваат како бранови од воодушевување и од убава енергија која ја примија вечерва од тебе. Се надевам дека е така, се надевам. Позитивна, а и некои вака работи кои се дел од нашата историја, вака или онака ќе можат да се излечат и А тебе ти благодарам што уште еднаш ме покани и што уште еднаш не потпадна на предизвиците наречени жолта печат и тоа. Знам дека нема потреба од тоа. Тоа секогаш Мене ми е жал новинарите што не те познаваат и што не ја познаваат публиката. Јас сакав од тебе да слушнам за твоите анегдоти, да слушнам за Петре Прличко, да слушнам за колегите, да слушнам, затоа што народот се смее, ужива и топлина го обзема.
Сега ја да зборам која била швалерка или која да дегутантно ми е прво заради себе, второ заради публиката не, моја. Не, тоа да се зборам, но тоа имам право јас само сам за себе да си го кажам, да го напишам или да го кажам. Нема ти што да шпекулираш и да нагаѓаш. Гледај си ја чергата, гледај си го акалот, чувај си го бизнисот, да ти го зема дете. И сосема за крај, ти благодарам. Еве, со оваа numera завршуваме и се Ова е гледаме. numera која може да се однесува и на тебе, Јанко. Ова е numera за нас 50 годишниците кои се соочуваме со предизвикот наречен 22 годишни.